Добар ден и од мене. Ова е почетокот на уште едно ново издание на емисијата 0+ месеци на телевизија Телма, каде родителите добиваат низ за корисни совети и препораки поврзани со растот и развојот на нивното дете. Многу деца уживаат користејќи интернет, но кај некој ова задоволство може да се претвори во зависност, да излезе од контрола, да создаде еден голем проблем. Дали кај децата може да се развие зависност од интернет е денешната тема на која што ќе зборуваме со професор доктор Татјана Стојановски-Иванова од Институтот за социологија на Универзитетот Свети Кирил Методи во Скопје. Добре ни дојдовте. Добре најдов и навистина на тема која што е ношна актуелна. Често пати се вели доста се говори за социјалните мрежи, за игрите, за Facebook и така натаму, но многу малку се допира темата на зависност и всушност влијанието на новите технологии, смарт телефоните, интернетот врз децата. Така, некако цело време се потенцираше позитивната страна, ретко се допира овие негативните аспекти. Децата развиваат зависност од видеоигри, од социјални мрежи. Јас би рекла дека малите и од YouTube. Тие гледаат постојано видеа, уште пред 2 години веќе ги знаат и песнички, знаат и самите да ракуваат со компјутер. Сметам дека тоа е нешто што создава голем проблем кај децата. Зошто се развиваат овие зависности? Како влијае технологијата врз развојот на децата? Апсолутно, денес живееме во ерата на масовните комуникации, живееме во ерата на техничко-технолошкиот развој и неминовно е тој да биде дел од нашето секојдневие, дневие кој ние секојдневно го живееме. Меѓутоа, и неминовно е да ги исклучиме и децата, оние најмалите, најмилите, од да речеме од тие нови технологии кои што секојдневно всушност навјасуваат и секој ден имаме ново и секој ден нешто ново и ново. Но и она што го потенциравте на почетокот, ние обично зборуваме за позитивните аспекти во контекст на брзина на информации, достапност на информациите до нас секојдневно за разлика од порано и така натаму, многу малку се допира оној сегмент на негативните влијанија. И често пати дури мора да го потенцирам кога сме говореле на конгреси за негативните влијанија, знаете, обично сме биле на некој начин етикетирани дека сме старомодни, дека сакаме да се вратиме кон не знам минатиот век, така таму не сваќајќи ја суштествената компонента на зависноста. Оно што јас го говорев уште пред 10 години, дека ќе дојде момент кога ќе зборуваме за зависност од видеоигри, од нови технологии, дури на тие големи конгреси кога се зборуваше, малку ме гледа зачудувачки да денес веќе имаме ние болници за зависност од видеоигри, тоа во Јапонија, ќе ви кажам и примери, веќе имаме сериозност во пристапувањето во Соединетите Американски држави, а и европските земји веќе не каскаат во тој контекст, бидејќи веќе имаме сериозни проблеми со развојот на децата, оние кои што треба да се идни на едно општество во однос на тие нови технологии. Неминовно е кој што споменав ние да ги апсолутно да ги изоставиме и да не бидат во допир, бидејќи ние секојдневно сме во допир со тие, и да речеме родителите, но мора да се има одреден начин како тие се употребуваат. Кога се јавува зависност, она што ме прашавте, кога не се употребува, е наједноставно пластично кажано, туку се злоупотребува улогата на новите технологии. Споменавте веќе не цели 2 години. Јас еве мојата внука од сестра веќе на година и 9 месеци, таа знае кој е YouTube, знае со прстото. Јас често пати мислам, значи од личен пример, меѓутоа и од она што го следиме како истражување, бидејќи за нас фактите се закони, ние како научници мора секогаш да располагаме со одредени факти. Прво, не е точно дека моториката се развива работејќи со прстото на тие паметни телефони, апсолутно. Ќе ви кажат и оние кои што работат на моториката со рацете дека недоволно се развива користејќи само еден прст. Од друга страна, многу се јавуваат проблеми подоцна кои што логопедите ќе ви ги посочат, и тоа се значи докази кои што можете да ги прочитате во истражувањата логопедите во контекст на употребата на мајчиниот јазик. Децата почнуваат на англиски да зборуваат. Што е многу лошо, значи затоа што тој ќе ви одговори или ќе ви каже песничка на англиски јазик или некоја скратеница која што е дел од, да речам, тие социјални мрежи кои што се употребуваат скратеница на англиски јазик, но нема да ви го каже него знае значењето на мајчиниот јазик. И тука има сериозен проблем. Потоа во однос на говорот, изговорувањето на одредени букви кои што се специфики за нашиот мајчин јазик,
тоа не ги познава. И често пати не е предност кога ќе кажат па моето дете го владе одлично англискиот јазик, а замисли да не знае добро македонски јазик. Тоа апсолутно не е во ред и тоа повеќе го коментираат они логопедите. Во контекст на социолошкиот аспект јас сакам повеќе да зборувам, значи покрај сите оние негативности кои што кажа во однос на моториката, говорот и така натаму, во однос на да речеме вредностите кои што детето треба да ги восприема. Нормално тие се во семејството, основните, но суштествена е влијанието на групата на врсници. Значи, оние некои обичајни морални норми кои што се создаваат. Критериуми. Апсолутно вредности да бидејќи се разликува. воспитува на некој начин содржината која што се наоѓа на интернет. Првенствено е семејството, кој што кажав, но второ е групата на врсници. Јас често пати велам, ништо не може да ја замени детската игра. Ништо не може да го замени контактот на дете со дете. Така се учи на одредени вредности, во смисла прво ќе ги научи тие колективни вредности, во смисла другарство, пријателство. Нешто што ќе го гаи и потоа ќе го развива во текот на животот. Наспроти таквиот правилен вредносен концепт за дискус кој што се учи низ играта, се учи во дружењето со врсниците, како да се заштитиш, како да бидеш лидер, значи наметнаш одредени исто така вредносни критериуми. На овој начин, кога детето е само со својот паметен телефон или со својот лаптоп или со својот, не знам, таблет, се јавува еден процес на алиенација, оттуѓување. Значи, се губат тие колективни вредности од типот како што ги спомнав, пријателство, дружење, заедништво, алтруизам, космополитизам, кои што посна ќе се развиваат и ќе се надградуваат. Напротив, се јавува едно оттуѓување, развој на индивидуализмот и егоизмот, и тоа се потврдува всушност во самите факти говорат тоа, дека деца кои што долго време поминуваат на своите паметни телефони и тоа допрва ќе се истражува на своите таблети, не ги развиваат оние вредности кои што ги споменав, напротив, развиваат вредности кои што се состојат поинакви во контекст на егоизам, индивидуализам, се учи себичноста, тука се развива бидејќи тој е сам живее во еден виртуелен свет. Тука е вториот проблем кој што е исто така можно специфичен. Реалниот свет наспрем виртуелниот свет. Едно е однесувањето и животот во реалниот свет, комуникацијата, катадневието, активностите што се прават во секојдневието во реалноста, а друго е виртуелниот свет, зашто мислам дека повеќе ќе проговориме во контекст на тоа сета таа убавина, но и од друга страна проблемите кои што се јавуваат живеејќи во тој виртуелен свет. Така. Како сето ова се одразува врз училиштето, врз односот на децата кон соучениците, бидејќи сега во оделението се сакале не екеле во реалниот свет, во реалниот живот? Ќе ви кажам еден пример на што на некој начин е фрапантно, што да речеме пред 20 години, кога ќе појдевте на еден детски роден ден или кога ќе следите некој детски роден ден, суштината на детскиот роден ден се состоеше во заедништво. И сите деца искрено сака да одат на тие роден дени, сметајќи, нели, бидејќи се дружат со своите врсници, се дружат во една неформална атмосфера, играат игри. Многу интересно што денешните, да речеме, роден дени на адолесцентите на што наликуваат. Неколку пати сме правиле неформално наблюдување, една од методите како можете, нели, да дојдете до одредени сознанија. Одите ви на роден ден на 12 годишно дете, да речеме, и пример, ако слави во пицерија, се служи, да речеме, јадењето и потоа сите деца гледаат и ги вртат своите паметни телефони, и кога ќе се види некоја содржина што за некој интересна, се повикуваат и повторно истите го гледаат таа содржина, екранот. Што е фрапантно и што навистина, јас велам, потполно се изместени тие стандарди. Тоа ви е една од причините за она што рековме алиенација и живење во сопствен свет. Во однос исто така, не случајно го споменав индивидуализмот и егоизмот. Го нема тој колективен дух кој што се развива преку играта и преку комуникацијата, затоа што не е исто кога вие комуницирате лице во лице, можете да ја видите и фацијалната еспресија, во смисла емоциите. Ако на некој се чувства убаво со вашето присуство, тоа ќе се види на неговото лице и вам ќе ви биде пријатно и кај вас побудува пријатни чувства. Додека, да речеме, комуникацијата на социјалните мрежи или
кога всушност гледате некоја содржина на YouTube или друг портал, всушност вие кај детето ќе забележите емоции кои што можеби не се соодветни за самата за емоции кои што би биле предизвикани во една реална ситуација. Затоа велам многу е различно. Потоа во односот меѓу самите ученици, реков покрај тоа што немате веќе развивање и потенцирање на колективниот дух и тие колективни вредности кои што се суштествени и за развојот на општеството. Неслучајно Диркем зборувал за таа колективна свест колку е суштествена за развој и на социјалните групи и на самото општество во целина. Имате индивидуализам. Не во однос само на тоа дали ќе ти подадам нешто или ќе ти дошепнам ако не знаеш, него во однос на она помош, пријателство, вистинско искрено другарство кое што подоцна ќе се развива. Тоа си помалку ќе опаѓи. Јас велам сега да не бидам сватена премногу песимистички, меѓутоа мора да се работи на тоа да се развиваат тие колективни вредности, бидејќи тие се суштествени како потоа индивидуата ќе се развива во понатаму во општеството. Покажуваат ли послаб успех на училиште оние деца кои што неконтролирано предолго време поминуваат пред компјутер или пак на таблет или паметен телефон? Знаете, ако за тоа нема некои конкретни резултати, барем кај нас не се направени, но покажуваат одреден зголемен тип на насилно и агресивно однесување. Да, јас би сакала уште меѓу малите деца во првите оделение случај да има насилство, да има нетолеранција. И се поставува прашањето на што е резултат, од каде потикнува и повеќето, нели, нормално семејството е, јас можеби ќе звучи марксистички, меѓутоа се уште стојам на тој став дека семејството е клетка на секое општество и дека сето тоа што да речам понатаму го исполуваме преку нашето дејствување или однесување преку нашите активности, во најголема мера резултат на тие семејни вредности. Но, како примерен фактор на социализација, велам, не го изоставувам ниту влијанието на групата на врсници, а денес и на масовните медиуми и нормално социјалните мрежи и останатите работи кои што може да се видат на интернет. Токму истражувањето така нас и не поттикна едно истражување кое што го правевме уште 2010 година со колегата од Факултетот за физичка култура Иван Анастасовски, кој што всушност ни покажа, ние сакавме да го испитувавме насилството во спортот, причина зашто е, и всушност ни покажа дека интересни, релевантни резултати, меѓу другото, деца кои што се од дисфункционални семејства развиваат голем тип на насилство и агресија, почнувајќи од вербална, психичка до физичко, но меѓу другите прашања имавме како пилоти прашања и контролни прашања во однос на тоа тие деца на врзоснова на нивната социјализација и се покажа дека оние кои што поминуваат поголем процент од времето на социјалните мрежи и оние кои што во голема мера масовните медиуми имаат влијание, се покажа дека имаат зголемен тип на насилство и агресија, дека тие се тие кои што се предизвикувачи или доколку се предизвика насилен инцидент без да биде директно инволвирани, потоа самите влегуваат во насилство. Значи, и тоа не е нешто што се случува само кај нас. Тоа можете да ги видите истражувањата кои што ни се и од Балканот, но Европа и Соединените американски држави, дека всушност оние деца кои што зголемено гледаат емисии или некои содржини со насилство, со агресија, тие и практицираат. Дури кај нив и прагот на толеранција е многу помал. Веќе дури сега се спремаме за едно истражување и во предучилишните установи да направиме да видиме, бидејќи тука е таа примерна социјализација, нели, да видиме кои содржини се неопходни за децата и кои содржини ќе придонесат за нивно зголемување на толеранцијата, она што ги зборував тие позитивни вредности, трпеливоста, разбирањето, вниманието и така натаму. А кои содржини ќе влијаат врз насилството. Веќе имаме еден репер во контекст на содржините кои што се даваат и цртаните филмови кои што изобилуваат со насилство, но и другите содржини. Да не говорам за мрежните игри кои што се играат на социјалните мрежи, оние групни игри кои што изобилуваат со насилство и агресија. Истражувањата покажуваат дека и интересот на децата за играчки е променет од пред 20 години и денес. Пред 20 години ако децата барале плишани мечиња, денеска бара да им се купи сабја, пиштол, така пластични, оние што се играчки со кои што може да се борат. Кои што се пример од она што го гледаат всушност. Така, токму така, јас пред 3 години во едно пилот истражување за еден друг проект разговаравме со сопствениците на дуќани кои што продаваат детски играчки и токму ни ја направија таа дистинкција.
во однос на она што се продавало и што се брало пред 20 години и што се бара денес. Значи, за разлика она што споменавте и во однос на купувањето за себе, нели, кога родителот, што сака родителот да му купи или некои блиски членови на семејството на детето, но и она на кој подарок највеќе се радуваат и што купуваат тие за да подарат на своето другарче. Ако реков пред 20 на години најчесто купувани производи биле оние плишани мечиња, други играчки кои што биле плишани и меки и кои што всушност се добри затоа што предизвикуваат некоја блискост, значи се врзуваат, топлина предизвикуваат кај детето, значи позитивни емоции развиваат. И друга страна, тоа може да му биде и негово виртуелно другарче од еден временски период со кој што, да речеме, си развива посебен тип на комуникација, кој што е добар во смисла на развивање на еден тип на вредности. Сега се купуваат пластични пиштоли, некои други реквизити, и тие и самата индустрија во контекст на тоа масовно производство произведува такви играчки, бидејќи тие се трошат, нели, пазарот на труд едноставно, поготово кога станува збор за детски играчки, го следи трендот на желбите на детето. Па ќе најдете некои, јас не ги знам називите на сите тие нинџаки или такви некои, не знам, играчки кои што децата ги користат, но тие играчки се за да повредиш или за да на некој начин или се одбраниш од нешто, или да речеме пластична сабија, која што всушност може да повреди, значи предизвикува насилство. И тоа е тоа што е разликата во однос на играчките пред 20 години и играчките денес. И во контекст на содржините кои што се даваат. Сега ние гостуваме на масовен медиум, да не свати како критика, меѓутоа јас често пати велам многу малку, треба вакви емисии од овој тип. Треба да има емисии кои што ќе изобилуваат и со културни содржини. Во смисла, ние сме заспивале со мечето ушко. Значи, каде што имате порака на приказната, некоја добра, правилна порака. И смирена енергија. И смирена енергија, и вие легнувате со една позитивна енергија и со некоја порака која што вие како дете, ќе ви остане некаде во сеќавањето. Денеска имате вие, не знам, неколку канали кои што се достапни, нели, со тие на масовните медиуми, канали кои што всушност ќе следнете цртани филмови, прво со изобличени фигури на човек и сега всушност ќе видите на цртежите на детето дека црта, да речеме, човек со едно око. И сега вие всушност не дека тоа, значи, не е во контекст на луѓе со посебни потреби, напротив, тој го гледа својот јунак. И него така му личи, значи имаме веќе извитоперена перцепција за самите личности. А колку често децата сака да се поистоветат со ликовите што ги гледаат во цртаните филмови, па се случуваат и некакви несреќи, доколку сакаат да го имитират Бетмен, да речеме? Тоа се покажа и всушност можете да видите токму на интернет, односно она што го добиваме ние од нашите колеги кои што работат на проблемот и на девијации, на социопатолошки проблеми и на проблеми во однос на децата и развојот и така натаму, на проблемот на зависностите. Да речеме, во Загреб имаше конкретен случај каде што две деца се обидоа да скокнат во некој си како бунар, затоа што ги гледале на интернет содржини кои што со телетабиси, кои што всушност скокаат во бунар. И сега, зошто е толку важно, на што го спомнавте? Децата создаваат модели на идентификација и имитација. И тука имаме разлика во однос на пред и потоа, пред 20 години и денес. Најчесто кои се модели? Родителот, учителката, некој кој што, да речам, ви е близок, член на семејството, кој што го гледате како свој идол. Тоа се тие идоли кои што вие ги имитирате и се идентификувате со нив. И подоцна вашето однесување во голема мера наликува. Знаеме ние, да речеме, или познати спортисти биле модели на тинејџерите. Позитивни примери. Позитивни примери, да речеме, имаше кога, да речеме, Дейвид Бекам беше ишиша, не знам, фризура и тогаш беше масовно сите сака да се шишаат како Бекам. Или некој друг, да речеме, познат естраден уметник, или кој што, да речеме, бил член на некоја рок група или познат спортист, кој што сепак се позитивни примери во смисла како успеале во својата професија. Денеска вие имате модели за идентификација кои што се малку чудни, тоа се ликови од некои анимирани серии, ликови кои што ги гледаат YouTube канали, па ќе следнете дека вие денеска едно од најпопуларните професија е јутјубер.
Да, јутјубери, да, децата нов всушност тренд меѓу тинеџерите, така? На запад тоа е многу како професија, вика тоа се заработува, но кај нас имате не само меѓу тинеџерите, значи деца, тоа баш во моментот го правиме во контекст на едно наблюдување и анкета помеѓу самите деца од школско од прво до пето одделение, кои им се нивните модели, со како би сакале тие да се запознаат, што би сакале тие да бидат. Интересно е што во голема мера децата многу гледаат тие јутјубери и веќе знаат што значи тоа. Можеби не знаат што е научник или нешто слично, но знаат што е јутјубер, што е да речеме многу можно интересно, да. Сега, како да се превенира, да се спречи зависност од интернет кај децата, особено кога она е генерација која што од самото раѓање е обкружена со паметни телефони, со лаптопи, со таблети? Како детето да се мотивира да излезе од виртуелниот свет, да го напушти оној идентитет виртуелен кој што го создава таму и да посака да си игра? Мислам дека ова е една многу тешка задача. Апсолутно, затоа велам не е нималку лесно, затоа кога зборуваме за ова велам треба навистина да се уклучи тој црвен аларм, дека не сме да ни така да гледаме, да кажам, лесно дека да си игра, пак ќе му помине или не може да приде во зависност. Јас споменав, пример, само сакам да ви кажам еден пример во Јапонија, каде што некои адолесценти се толку зависни што имаат специјални памперс пелени, значи своите основни потреби, на кои што се учат од обичајни, од најмала возраст, дека треба своите физиолошки потреби каде да ги извршуваш, за да не губат време на тие интернет, мислам до тој степен се шокантно нешто, да. Значи, мора да се направи превенција, првенствено самите родители, во однос на тоа дека мора детето да гледа содржини кои што ќе бидат под надзор, под присмотра на родителот. Време траењето, да речеме, не можете вие ката дневно, поготово за мали деца, значи може на викенд, бидејќи не можете пак ни потполно да го изолирате, тоа нема да биде нема да ги следи, да речеме, и кога се зборува содржини што се даваат на тие интернет портали или мрежи или така натаму, своите другарчиња и можеби ќе го на некој начин тргнат од своето друштво, но сето тоа мора да биде дозирано. Мора да се внимава кој тип на содржини се емитуваат. Значи, да, имате многу корисни содржини. Нормално и ние се информираме. Значи, имате корисни содржини кои што можат да влијаат позитивно на развојот на детето, но тоа да биде велам под присмот. Од друга страна, и самото училиште треба во рамките на секој образовен курикулум или на часовите да се зборува за позитивното и негативното влијание, како во континуитет, ако нешто се говори, нели, ќе дојде до свеста на детето. И во однос на масовните медиуми, јас повторно ќе речам дека многу треба, бидејќи денеска секој дете во својата спална соба има телевизор, да се даваат содржини кои што ќе ни покажат што е добро, правилно, а што е погрешно и лошо. Има уште многу што да се зборува на оваа тема, ќе продолжиме во некоја друга прилика. Еве само би напоменала дека во Франција училиштата ќе ја забранат употребата на училиште за време на часовите, што сметам дека е еден одличен пример кој што ќе видиме какви резултати ќе даде, бидејќи родителите се поделени, не сите го прифаќаат тоа. Па не знам зашто можеби тука сакање на престиж и така натаму, но мислам дека една од добрите работи во контекст на превенирањето е и забраната на мобилни телефони за време на наставата. Ви благодарам што бевте дел од Нулен Плюс. Се надевам дека наскоро ќе бидете повторно наша гостинка. Беше задоволство. Тука го заокружуваме денешното издание. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телмо од 12 некаде до 12:25 минути. Пријатно.